Прво сакам да кажам дека во моето излагање за оваа точка на дневен ред ќе бидам детален и обширен, бидејќи имам за цел да ги запознам граѓаните на општина Гевгелија со негативните страни на системот во кој денес живееме сите заедно, а за кој веќе и претходно зборуваше колегата Попов. Точка на дневен ред, почитувана јавност, е одлука за отпис на долгови по ослов неплатена фирмарина за фирмите во Гевгелија кои не си ги платиле своите долгови по овој ослов. Оваа предлог одлука за отпис на долгови, другари и другарки е типично политичко и класно прашање и на него јас така ќе му пристапам. Левица како партија се појави на политичката сцена како одговор на потребата некој да го заштити интересот на починетата работничка класа од разуданоста на капиталистите. Години наназад капиталистите кои пребегнаа од Грција и дојдоа овде во Гевгелија и отворија фабрики, најмногу конфекции, каде што работниците им служеа како ефтина работна сила, термин кој што со гордост го употребуваше тогашниот премиер Никола Груевски, кој ги нарекуваа странски инвестиции по неолибералниот капиталистички поредок, освен што исплаќаа минимални плати и ги осигуруваа на пола работно време работниците, овие така наречени странски инвеститори не плаќаа ни данок, односно такса во општината. Поучени од ваквиот пример, многу други фирми почнале да ги избегнуваат своите обврски спрема општината, да не плаќаат такси и нивниот број се намножил на 1000. Почитува јавност, ова е списокот. Може да видите колку страни има. Илјада фирми регистрирани во општина Гевгелија, почитувани сограѓани, не ги платиле своите финансиски обврски, при што буџетот на општината, т.е. нашиот народниот буџет, го оштетиле за околу 770.000 евра. Додека овие така наречени бизнесмени се богателе на грбот на работничката класа, присвојувајќи го неплатениот труд на работниците, истите овие бизнесмени се дозволија да се ги присвојат и парите на граѓаните, избегнувајќи да ја платат својата обврска. Со овие 770.000 евра пари во буџетот, почитувани сограѓани, може да се направат уште многу патишта и улици во општината, да се направи канализација таму каде што е потребно, да се заменат азбестните водоводни цевки, да се изгради нова детска градинка или пак да се обезбедат бесплатна исхрана на учениците во училиштата. И сега ќе се осврнам на политичката одговорност на градоначалниците во чиј мандат останале ненаплатени овие оборувања, а тие беа градоначалници и од двете партии на СДСМ и ВМРО-ДПМН. Кога ние од левица кажуваме дека овие две партии се во служба на крупниот капитал, заштитници на олигархите и нивните класни интереси, токму на ваквите примери мислиме. Градоначалниците од овие две партии ги оставиле слободно да работат ваквите фирми, без да си го платат долгот кон општината, а некои од тие фирми во своето можеби децениско постоење ниту една единствена уплата не извршиле. Овие градоначалници од овие две партии не ги преземале сите службени действија и мерки на располагање за да го заштитат буџетот на граѓаните и на општина Гевгелија. И затоа денес пред нас со ветрите стои одлука со која ние ќе треба да им ги отпишеме долгот на тие веќе и затворени фирми. Дека чиновниците на досегашните партии на власт се соучесници во диктатурата на капиталот, потврдува и фактот дека ако јас или некој друг обичен граѓанин должи макар и неплатена камата за веќе платен главен долг, веднаш се праќа на извршител, му се блокира сметка од плата или пензија, или пак ќе му се заплени имот, но ако капиталисти должат пари за неплатени данъци и такси, тоа што се нарекува бизнис, им се дозвола да ги преселат фирмите од едно на друго место, да ги менуваат собствениците или називите, да регистрираат нови фирми и на крај да им се отпишат долговите кои не ги платиле. И на крај да завршам, ние од левица секогаш ќе стоиме на страната на обичните граѓани и работниците и гласно ќе зборуваме за ваквите класни проблеми. А за бизнисмените кои не се ги платиле своите долгови и за градоначалниците кои му возможеле на тие бизнисмени да се стекнат со противправна имотна корист со неплаќањето, апелираме и бараме по службена должност да се вклучи јавното обвинителство и еден